На самиот почеток од подготовките за новата сезона разговараме со тренерот на МЗТ Скопје Александар Тодоров. Колку сте задоволни од активностите на вашиот тим во преводниот рок и кошаркарите што беа ангажирани во изминатиот период? Добро, првата интенција ни беше да земеме, да направиме екипа која практично ќе собере репрезентацијата на нашата репрезентација тука во МЗТ. Тоа што ни беше како прва цел не може би не испадна така како што планиравме, највеќе заради тоа што пример еден играч кој за нас беше многу интересен, Војдан Стојановски, потпиша во странство. Заради тоа што Дамјан Стојановски, пример, кој исто беше интересен, има валиден договор со Лукойл. Заради тоа што Дарко Соколов исто така има валиден договор со Фени. Тодор Гечевски, кој исто не беше на нашата листа, кој се уште не е решен дали ќе продолжува да игра во странство во Македонија. Значи тоа беа можеби 4 играча кои доколку дојдат ќе беа точно одговор на оние 4 странци што моравме да ги земеме. После тоа, инаку што се однесува значи, до домашните, па и до севкупната селекција, мислам дека нема причина да се биде незадоволен. Што може да се очекува од странските кошаркари? Тие воглавном играа во NCAA и немаат искуство во Европа. Да, меѓутоа, прво, двајца од тие тројца лично ги гледав за време на мојот престој во Америка во март и во април. Двајца од нив доаѓаат од исклучително јаки коледжи, од коледжи каде што по принцип во Македонија и ретко доаѓаат играчи, пошто обично се она што го гледате по терените, а што е американско е од некоја втора, трета дивизија, NAIA. Така да како бекграунд, како коледж, како име на екипа во која настапувале, исклучително силни екипи. И двајцата, Микеј Девис и Ноа Далман, беа најдобри играчи во тие своји екипи. Ноа Далман беше 3 пати играч на конференција. Неговата екипа 2 пати влезе во тој последниот турнир, плейофот на 64-те најдобри екипи, каде што како шампион нели на конференцијата каде настапуваат. Така да по принцип без разлика што се млади и се тоа вие го кажувате неискусни, меѓутоа мислам дека станува збор за квалитет кој ќе ни помогне многу во настапите во следната сезона. Дали може да се очекува ангажман, може би уште еден висок кошаркар, кога скоро сите центри го напуштија тимот, таа беше ангажиран само еден? Беа ангажирани двајца домашни, беа ангажирани двајца американци. Да, може да се очекува, меѓутоа ако ви кажам вас, ќе разберат Фени и овие други, како се викаат, од кавадарци и од другите клуби, така нема да ви кажам кој. Нешто повеќе за другите клубови. Фени солидно се засели со Кире Николовски, а работнички е премногу пасивен. Дали е тоа изненадување за вас или? Види, за кавадарци и за тоа дека премногу се засилија со Кире Николовски ќе видиме во првенство. На крај крајева мислам дека тоа беше едно решение што можеби требаше да го земе ние и порано во однос на ангажирањето на високите играчи, меѓутоа сега се враќаме за нашата селекција. Меѓутоа играч кој не сака да настапува за МЗТ и кој веќе си е договорен со друга екипа уште пред пример моје потпишување тука, немам начин на кој ќе го задржам, нити сакам да го задржам, нити сакам да го некој пат да бидам тренер на таков играч. Можам да ви кажам тоа што еднаш веќе го кажав. Може би е засилување за Фени, може би не знам, ќе видиме нели на крај во мај. Меѓутоа тој играч со тој свој потек си затвори вратите на МЗТ до моментот додека сум ја тренер и додека оваа гарнитура на управа во клуб. Со среќа си реши дека таму е подобар за негов развој и нека многу напредува во кариерата, меѓутоа нека заборави на МЗТ. Кој е планот на подготовки за до почетокот на сезоната? Значи на 15 август е првиот тренинг. Да поминеме само задолжителните медицински прегледи и
тестирањата во теретана и веќе на 17 сабајлето заминуваме за Мавро, таму ќе останеме 2 недели, додека да искористиме малку и да побегнеме и од врукината тука, исто така и да искористиме и односно да оставиме салата уште малку тука да се дореновира оние работи кои нема да успеат да се завршат до 15 август. После се враќаме, 2 недели се тренинзи тука, чекаме да се присоединат репрезентативците, тоест веќе имаме репрезентативец, зашто едниот ни се повреди во репрезентација и после тоа ќе отидеме на турнеја во Србија, Хрватска, Словенија. Завршуваме со еден голем турнир кој ќе се одржи во Софија во новата сала, со учество на најверојатно 2 тима од Евролигата и на уште еден израелски силен тим. И со тоа практично ќе влеземе во првенство. Тој турнир е на мисля че на 30 и на 1-2 октомври, така да фактички ќе влеземе во првенството со 6 или 7 контроли кои, имајќи предвид дека имаме играчи во репрезентација, можеби е максимален број на можни контроли за одигрување. Каква е состојбата со Ристо Стефанов кој е повреден, нема да игра за репрезентацијата, дали ќе биде подготвен за стартот на сезоната? Ристо Стефанов има стрес фрактура, добиена на една коска на стопалото која се нарекува метатарзална коска. Според докторите тоа е 30 дена опоравак, односно мирување. Значи некаде до 2 до 3 септември ќе треба да биде во тотално мирување, после ќе треба постепено да почне подготовка, значи и кондицијска, па дури сала може да збориме некаде таму крајот на септември, се надевам, зашто гледаме дека тоа се чести повреди, секоја повреда различно и време и треба. Гледаме Укич во Хрватска 6 недели го ставија во гипс за истата повреда, за разлика од Ристо Стефанов кој не е во гипс, меѓутоа кажа 30 дена, значи нели, различни доктори, различни мислења, таму треба да сме внимателни, подобро да го немаме Ристо, не знам, за првите 1, 2, 3 надпревара пријателски, отколку да го имаме Ристо Стефанов цела година, кој ќе навие од клупа повреден. Тоа е повреда која може да стане посериозна ако не се залечи правилно. И за крај, верувате ли дека овој тим на МЗ има потенцијал и дали може конечно да донесе титулата во Јане Санденски? Ајде вака ќе ти кажам, да ми беше цел 2 или 3 место, си имав тим во Самоков. Не знам, свеж воздух, супер нова и модерна сала, цел град стои за тоа зад клубот, не знам, Господ и после Господ јас, што би рекол еден мој омилен овако. Така да сакав да сум на 2 или на 3 место, ќе седев во Самоков. Кога дојдов тука, дојдов да се направи нешто кој до сега никој не успел да го направи. Така да прашањето ти беше дали ќе направиме нешто повеќе. Да, ќе бидеме шампиони на Македонија.